Меѓу другото, освен тоа што 15 овој ден мај е меѓународен ден на семејството и меѓународен ден на заштита на климата, па така што ќе ми дозволите само мал вобет, а тоа ќе биде илустрирано со и видео во продолжение пред и официјално господин Пеца да започне да говори на истата тема. Климата важен природен фактор со одлучувачко влијание врз квалитетот на животот на земјата. Овој 15 мај, светскиот ден за заштита на климата, кога вниманието на пошироката јавност е насочено кон големите климатски промени кои што се резултат на активноста на луѓето. Ке ве потсетам дека досега се донесени неколку документи со цел да се решат проблемите со климатските промени. Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени, UNFCCC, е усвоена во 92 во Рио де Жанеиро. Целта била да се задржат емисиите на стакленички гасови на тогашно ниво. Инаку во тој период конвенцијата ја ратификувале 195 земји. Научниците предвидуваат дека глобалното затоплување би можело да придонесе за масовно, за жал, истребување на одредени животни во блиска иднина, што ќе погоди дури 1 милион видови, што е околу четвртина од сите познати видови. Некои од прогнозите велат дека просечната глобална температура би можела да се зголеми за 4,5 степени до 2100-та, додека пак некои климатолози и научници предупредуваат дека некои драстични или доколку драстични промени не се превземат веднаш, до крајот на овој датум летото би можело да трае 6 месеци, зимата само 2. Затоа апелот е што поскоро да се превземат итни чекори драстични мерки во борба против климатските промени. Инаку експертите велат дека ништо не може да се бори против глобалното затоплување толку ефикасно како масовното пошумување. Затоа има толку многу еко-кампањи и активисти и апелираат за токму овие теми, дека шумите сочинуваат 30% од површината на земјата и се основно живеалишта на милиони видови и важен извор на чист воздух и вода, кои што играат суштинска улога во борбата против климатските промени. Така што овој денешен повод, 15 мај, светскиот ден за заштита на климата, ќе разговараме со доктор Пеца Ристевски, наш познат метеоролог и климатолог, за овие можеби најголеми климатски предизвици за денешното време во кое што живееме, што навистина се случува со климата, дали Балканот можеби станува, бидејќи сега ние локално си гледаме, доктор Пеце, од најранливите климатски зони, колку глобалното затоплување можеби влие веќе врз Македонија конкретно и на крај секако ќе начнеме за Ел Ниньо, дали можеби дополнително ја влошува климатската состојба на планетата, па и на крај дали ние како Homo sapiensi, човештво, се уште имаме можност да ја промениме иднината на планетата Земја. Така што денеска неколку теми ќе си начнеме и зад камерите говоревме дали човештвото сега денеска реагира доволно брзо на климатските состојби и ќе ве прашам дали денеска човештвото живее во климатска криза, а не само во климатски промени. Добро утро. Добро утро. Видите, идејата за проблемите со елементите на стаклената градина, што во нареден период ќе ја спомниме, е уште од 1824 година, кога Фујере го има спомнато овој проблем воопшто преку зголемувањето на ефектот на стаклена градина и елементите на стаклената градина, така наречени стакленички гасови, кои би можеле да влијаат негативно врз животот на планетата Земја и врз глобалното затоплување. Основна идеја за климатските промени е донесена од Комисијата за климатологија на Светската метеоролошка организација и формирањето во 79 година на Светска климатска програма, така, со цел да се укаже на сите овие значајни моменти кои сега ги и промени кои ги сега ние чувствуваме и се активирани, имајќи во вид дека се видело дека со зголемувањето на елементите на стаклената градина, зголемувањето на елементите на стаклената градина се нарушува правиот систем на ефектот на стаклена градина. Односно, атмосферата го прави ефектот на стаклена градина. А со елементите на стаклената градина се зголемува тој ефект и почнува глобално затоплување. Како поддршка и потпора. Што значи тоа? Тоа значи дека елементите, односно сончевите
сончевата енергија, топлотниот дел од сончевата енергија, која доаѓа во границите од 400 до повеќе микрограми, значи кај што имаме постои ултравиолетово А и Б и С од 280 до 400 микрограми и натамо тоа е топлинската енергија се останува во атмосферата. Зошто останува? Ако не е атмосферата, ако не е присутна, тогаш ќе имаме температура пониска за 33 степени, значи минус 18, ако нема атмосфера. Јасно. Атмосферава го прави ефектот. Значи сојузници се во случајот. Да, меѓутоа сега тој ефект што постои воопшто, нели, на стакленичките гасови е нарушен. И уште продолжува да се нарушува. Целта е големината нарочно на CO2, хлорофлуорокарбонатите, водената пареја и тие да се задржат на ниво до 400 ppm во атмосферата. Така. А тие каде се? Секаде во атмосферата ги има, меѓутоа најизразени се во умерените широчини. Што подразбира умерени широчини? Умерени од 30 степен северна и јужна географска ширина до 60 степен северна и јужна географска широчина. Имајќи во вид дека северната хемисфера, ние во овај појас кај што живееме, дека е најнехомоген, за разлика од долниот дел, нели, на јужната хемисфера, кај што повеќе има мориња и така е поуниформен, овде се јавуваат поинтензивни процеси, циклони, антициклони и брзи промени на времето. И според тоа и во моделите кои се изградени покасно за прогноза на климата, ова е итекако еден од елементите за прикажување на да се прикажат состојбите преку идните состојби за климатските промени. Според тоа имаме различни видови на сценарија. Има сценарио ова сега ние што се води ова сценарио, односно ова состојба, преку носењето на Конвенцијата за климатски промени од 92-ра. Паралелно со неа имаме Конвенција за биодиверзитет и за суши и упоцинување и понатамо една акција преку Обединетите нации, Светската метеоролошка организација, програмата на Обединетите нации за животна средина, за здравство, Светска здравствена и други организации од УНЕСКО, направена е кампања, акција, за да може да се овие состојби прилагодат према состојбите во кои се наоѓа или би се нашла Земјата како планета. Јасно. И сега се влечат потези. Потезите се следни. Апропо различните сценарија? Тие различни сценаријата, најлошо сценарио е 4 степени, 4 до 5 степени. Простете на дигресија. Вчера кога ви споменав дека предупредувањата се дека до 2100 година ќе има затоплување од 4,5 степени, вие ми велите тоа е вистина екстремно затоплување. Екстремно, ама ако не се преземат мерки уште сега. Мерки веќе почнат, веќе меѓународната заедница почнала. Конвенцијата и Кјото протоколот. Кјото протоколот е донесен со цел и ми е кажано на земјите која земја да се врати на кое ниво од 1990 година. Да речеме, Велика Британија, Америка и Канада и другиве развиени земји, Европа и поединачно Франција, Германија, на кое ниво да се вратат со цел да остане системот не е растурен. Климатскиот систем. А во климатскиот систем влегуваат океаните, планините, водата, водните ресурси и така натаму. Значи се е тоа холистички пристап, да речеме, се вкупно, кумулативно. Не знам дали алармот
кај многумина доктор Пеце е вклучен кога ќе кажеме 4,5 степени затоплување. Премногу е. Не знам дали во вашите очи тоа изгледа премногу, во нашите, да речам, очи како лаици може ќе кажеме 4,5 степени, како да ги живееме ние сепак тие амплитуди постојано во текот на летото. Меѓутоа што значи тоа премногу? Прашање, преубаво, зашто сите мислат дека тоа е нешто минимално, ништо. Не, премногу е тоа. Ако сега за овие последниве, да речеме 30 години се качила температурата за 1,4 степени. А тоа е така статистички на покажано? глобално ниво. Значи, воопшто упросечено. Ето, ние кажуваме, просекот е таков. Ама просекот е мешавина од се и се што. Значи, се има. Зависи кој просек. Тоа гледање, го гледам ја сега да го објасниме. Умерените широчини од 30 до 60 степен, тука им се знае. Па во однос на кој период? Иначе клима е, ако имаме средни вредности, минимум 30 години. Значи се работи на годишно ниво. А по месеци, дали зимските или летните? Тоа е прашање. Па дали сето то влегува во едно турлитава, да кажеме, мислам, кажано, дали то влегува во се. Според кои резултати? Резултатите се во Светската метеоролошка организација и воопшто познати од 1850. Како се вршеле тие мерења и каде се вршеле? 30 станици, 50 станици. Сега имаме 3000 станици, такви климатски станици, кои мерат за потребите на климатологијата. А имаме станици кои вршат мерења за потребите на временските услови. Тоа се, например, секој 3 часа, така? од 0, 3, 6, 9, 12 и така натаму. Значи, во интервали. Перманентно се вршат мерења. Дури и на бродовите. Има одредени бродови во Атлантикот и на воопшто. Кои што ги вршат истите? Вршат мерења само за тие цели, метеоролошки бродови. Па затоа се развија метеоролошки сателити. Сега е тоа веќе поегзактно и точно. Па имаме орбитални сателити на 800 километри кои се движат во земјината атмосфера и на 36.000 километри геостационарни са. EUMETSAT постои таков, еден сателит за Европа, над Африка стои, над тие географски широчини и дава информации за состојбата. Значи сите овие работи кумулативно даваат резултат. Така. Да, само да прашам, во последниве години, не знам сега колку да ги кажеме децени, планетата Земја колку се загреа, колку степени порасна? Еве 1,4 степени. 1,4. Значи се работи за тоа е прашањето. Дали сега во однос на што? Споредбата е во однос на кои вредности? Викаме 100 години, 150 години се вршат мерења. Да, меѓутоа, кои биле методите? Каде се вршени мерењата? На која база? На почетокот се вршело 8, 13, 19, да речеме. Во текот на едно деноноќие. Кои инструменти биле? И сега, тука има доста непознаници, ако се зборува се и се што се организирани преку Светска метеоролошка организација и така. Споредбата е, ова пред малку што го кажав, кои вредности и какви вредности. Така наречени метадата податоци. Местоположба на станицата, како се вршени мерења, квалитетот на мерењата и дали се тие екзактни. И сега, ако се видиме ставиме во предвид, тоа постои можност да речам да има големи непознаници. Да, и сега 1,4 тоа е на годишно ниво. И за каде? Во екваторијалните области, значи треба подетално некој што вакви информации ги пушта во јавност и во званични кругови, Светска метеоролошка организација и други организации, да кажат на некој начин зашто, на кои вредности се мисли. И не може ова година се случиле такви вредности и сега ние одма се смена климата. Климата беше вака, па имавме снегови, па имавме дождови. Најглавни активности во
Република Македонија, конкретно и воопшто на Балканот, се од метеоролошките станици кои вршат перманентни мерења Така. и екзактни, точни. И споредбата е со кој период. И не може на база на еден, да речем, или една сезона, па ние сме имале, еве, да се донесат одредени заклучоци. Ние, ако се сеќаваме, во мај 2014 година имаше во Босна и до Србија катастрофални врнежи, па поплави, дури Сава и куќи паѓа, па кај нас, Шипковица, например, понатамо Стајковци, кај што имаше и жртви, 24 жртви имаше од бурни процеси кои се случија сред лето. Значи, сме имали и такви состојби, иако суштината е дали се работи за медитеранско влијание на климата или континентално. Медитеранско е кога врнежите се претежно во месец ноември, кога и на два пати ни се има случајно поплави, 62 година и 79 година, кога Вардар веќе се сеќаваме некои од ова, имаме и од историски резултати дека Вардар се излеа. Така е. И се јавија големи проблеми и во Скопје како, иако имаме преку лета доста локални непогоди, како што пред малку спомнав, например, би го спомнал Битола 1-2 август 57 година, кај што реката Вардар, Драгор, беше надојдена до и излеана. Значи се работи за големи количества. Или пак конкретно би спомнал Демир Капија, исто така во јуни месец, кај што и неготинските поплави, кај што цела Луда Мара, викаме, Луда Мара е ваму во Кавадарци, ова кај што се излеа и кај што носеше автомобили кои беа локално паркирани. Значи се работеше за бурни процеси кои се случува и така натаму и така натаму. Сме биле сведоци на прилично различни сценарија. Сакам да споредам временски состојби и климатски. Климатски се долгорочен процес и често пати ваквите сценарија кои се направени од одредени институции во светот покажуваат да како се вика понатамо се види екзактно идната состојба. А идната состојба претежно се базира на CO2, водена пара, флорофлуорокарбонати, елементите на стаклената градина или стакленички. Тоа е најбитното тука и да. Да, на почетокот и всушност и вчера додека разговаравме телефонски, вие споменавте можни се секој пат неколку сценарија, зависи кој ќе го одбереме. 5-6. Првиот труд што сум го напишал е 2003 година. Чинам дека тоа бил прв извештај ваш, така? Прв извештај, Македонија, еве сега добро што ми спомнавте, Македонија има согласно Конвенцијата за климатски промени, подпишана и согласно Кјото протоколот, има направено 4 извештаи за како одговор кон конвенцијата. 2003-та... Збориме за Рио де Жанеиро, така? Да. 92-3. 92-та, согласно конвенцијата, која е подпишана и од македонската влада. И ратификувано од... И ратификувано од собранието. 195 земји. Земји, сите тие, и е направено на состојба каде е покажано какви ќе бидат идните состојби во Македонија, имајќи во вид во кој покрај Управата за хидрометеоролошки работи беа вклучени и други експерти за земеделие, за шумарство, за здравство, за водни ресурси и така натаму. Значи беа вклучени и е направен одреден извештај. Според тој извештај кој е припремен за конвенцијата и протоколот, се дадени тие извештаи кои се дадени на ревизија и се користат за идни. Понатамо 2008 и
исто така е направен и поединачни извештаи за шумарство, за земеделие, за води и водни ресурси, за здравство, поединачни сегменти и заедно е дадено во каде се дадени кај конвенцијата, потписници на конвенцијата и е формиран меѓународен панел за климатски промени. Тоа се случи, тој состанок што го спомнуваме, тој е донесен во Рио 92 година, каде што се собра, замислете, 20.000 луѓе покрај стручњаците, новинари, активисти, невладини организации, 20.000, од кои се формира меѓународен панел за климатски промени, а тој е перманентно секоја година има своји состаноци на крајот на годината и се гледа која земја како напредува во претходната година. И тие се околу 2000 експерти кои го прават меѓународниот панел или климатска група за климатски промени. Да. Тоа се е окей кажано. Да, во овие 5-6 сценарија, алармот најмногу некако и фокусот ни е за тоа, некои прогнози велат дека температурата нели може да порасне за 4,5 степени, меѓутоа дали реално е сценарието дека летото може да трае повеќе од 6 месеци? Па не може, како може? Како може Според овие прогнози? Прво нема логика имајќи во вид дека главна работа се астрономските фактори. Значи, привидното движење на Сонцето према север и према. Значи, оние точки, да речиме, равнодневница, пролетна, равно и језенска, кога е над Сонцето, над екваторот. Не може, зашто оди према север, оди и се враќа назад, нели? Тоа значи дека некаде околу средината на месец јуни, 22 јуни, тогаш е летен солстициум, нели? И сега почнува да намалува и некаде во септември се јавува равнодневница, значи се враќа назад и нема логика, такви размислувања не може 6 месеци. Дека загрижувачките се нели продавците за затоплувањето, па затоплувањето не. Затоа што многу често знаеме да кажеме не и може, сега. Зошто видите, проблемот е значи треба и атмосферата и копното и климатскиот систем мора да се грее, да се има промени. Чим има промени, а главен извор на сите е сончевата зрачна енергија. Значи, такви размислувања, 6 месеци, тоа не. Може да има почести топлотни бранови, да, може. Летоска, минатото лето и имавме чести и зачестени со суви периоди, и сушни периоди, значи без врнежи, кои беа пропратени со интензивни дождови повремено при одредени продори. Атмосферата не е мирна, атмосферата е перманентно во движење. Јасно. Тоа е суштината. Кои се најголемите извори на стакленички гасови денес? Најголем извор на стакленички гасови е земеделието, прво, и енергетиката. Тоа се. Енергијата, значи, по 50% во светот, на топ листата тие, по 50-30, јас меѓу првите во пишаните трудови и презентациите, прва работа, ставам колку учествува во истото. Во истото. Значи, прво е енергетиката, па земеделието, тие се по 30 до 50 и надолу сега може урбанизмот на локално ниво. А глобално ова е што сега ви кажам. Да. Претпоставам дека и индустријата, транспортот, уништувањето на шуми влијат на самата нормално, криза. ама во локални. Јасно. Ние спомнуваме сега некои шуми во Бразил, кај што се палеле и гореле големи. Кај нас нема толкав квантум на шуми кои перманентно горат, вистина горат, ама тоа е врзано со горливиот материјал што постои,
сушата и маловодието и сушноста, нели, то го подгрева нивото, нивото на проблемите со задржување на огнот. Мора да има основа за огнот. Ако нема оган, горлив материјал, нема ни да постојат тие. Или ако не е намерно направено од човековиот фактор. Што има многу важна улога и кај нас, да речам. Јасно. Доктор Пецек, деве, ако велиме сега локално, колку Балканот, па и самата Македонија ги чувствува овие климатски промени? Затоа што често знаеме да кажеме како да не го чувствуваме есента или пролета толку, нели, таа промена е врзана и со на некој начин со временските промени. То имаме одреден тип на облачност, нели, циклонални нарочно, кои ќе се случат на почетокот на пролета и се развлекуваат во текот на... Така? Да. Кога ќе се тргне облачноста, тогаш енергијата си доаѓа нормално, како што заради влијанието на облачноста врз енергијата која доаѓа. Облачноста е фактор. Имаме такви состојби кога атмосферата, нарочно циклоните кои често се јавуваат од Џенова преку Јадранско море, доаѓаат на плото на Македонија. Од Италија доаѓаат. Да, тука се формираат инаку најциклогенетичко подрачје воопшто во светот, на северната хемисфера, е Џенова и северниот Бал. Да. Тоа е на светско ниво познат. Циклогенезата е тука најважна, најголема. И тие не можат да останат тука створени а на тоа влија доста Алпите. Како масив и зад нив во северниот Јадран и во Џенова се јавува циклогенеза и тие циклони створени се движат или према Централна Европа, према Централен Балкан, или преку Јадранско море доаѓаат према Македонија и према Грција, а голем заштитен на некој начин обрач е Шарско-Пинскиот планински масив. Шара е една од тие што влијае на движењето на циклоните. Често не заобиколуваат, него центарот на такви одат према Грција и често, ако се сеќавате, во Грција сме имале доста пати катастрофи. Катастрофи баш во Грција и се чудиме која е таа причина. Причината е циклогенезата, односно циклоните кои се јавуваат во тоа подрачје. Искрено, вие споминавте неколку пати за какви промени би можеле да почувствуваме, нели, и во минатите ваши, нели, излегување јавни дискурси последниве 20-30 години. Меѓутоа, колку и загадувањето и климатските промени се поврзани? Поврзани се обавезно. Да ви кажам... Затоа што редовна тема не е во Скопје, редовна тема не е во... Често пати не е ова загадување. Зависи од кој вид на загадување. Дали се тие аеросоли или се елементи на стаклена градина. Аеросолите па да кажеме урбанистичкото загадување. Аеросолите влијаат на глобално заладување. Аеросоли не му дозволуваат на сончевите зраци да дојдат. Тие вршат аеросолите, нели? Тие то. А елементите на стаклената градина па тие го форсираат ефектот на стаклена градина. Не може ова, например, во Скопје, чим има аеросоли, нема ни енергија долу. Не му дозволуваат, аеросолите не дозволуваат да стигнат до долу, до почвата, сончевите зраци, значи енергијата да доаѓа. Ако е повисоко, некаде на повисоко ниво, тогаш ќе имаме генерално да има многу аеросоли, тогаш ќе има заладување. Што значи тоа? Например, вулканиве кои спуштаат загадувачки материи. Или она што се случи во Чернобил. 86-та? 86-та година.
тогаш се случија поинакви состојби и процеси, а друго е елементите на стаклената градина кои ја задржуваат топлината, а овие не и дозволуваат сончевата зрачна енергија да дојде. Јасно. Значи, аеросоли и елементи на стаклена градина, то досега на вистина цело време јас сум го размислувал, во јавноста не го имам кажано, тоа е многу важно. А постои. Јасно. Како низ вашите очи, кога климатолог, метеоролог како вас, долги години што го посети своето творештво и се уште излегува вака со јавен дискурс, претпоставам дека постојано, конзистентно ги следите сите, да речеме, податоци и резултати, чувствувате ли страв, доктор Пеци, искрено, што најмногу ве загрижува кога размислувате за иднината и што ви дава надеж во исто време? Во однос на загаденоста, воопшто. И климатските промени генерално. Еве, што можеме и ние да придонесеме како индивидуа и колектив? И дали ги гледате може и промените, бидејќи видите 5-6 сценарија се присутни? Видите, тоа е преубаво, вистина добро прашање, зашто поединци ништо не може да направи. Што може поединци према општата атмосферска циркулација? Општата атмосферска циркулација, она што прв постои една Хедлиева. Хедли ја има покажано од 0 до 30 степен северна и јужна географска широчина, дека постои циркулација према висина и према половите. И тука постои појавата е на некој начин, и тоа има причина појавата на Ел Нињо. Например, таму е поврзана постои циркулација од исток према запад. Не, од исток према запад, да. И тука се тропските циклони, тука се монсуните. Значи, во таа група, сега еден труд пишувам, кој ги делам на, баш ова сега што го кажувам, на состојбите во тие широчини, во тие до 30 степени северна и јужна географска широчина, умерените широчини и поларните. Таква и постои метеорологија. Има тропска метеорологија, метеорологија на овие умерените широчини и поларна. И таква делба постои. Јасно. Имајќи во вид значи атмосферата не е униформна, во тој смисол. Тоа ми е најглавно кажување. Имаме во предвид дека Ел Нињо, нели пред малку спомнував и со вас и така, и Ла Ниња не може да влијае на климата нам воопшто и времето во Европа, односно. А овде кај нас постои северно-атлантска осцилација, така се вика во стручната јавност, каде циклоните кои се јавуваат од Мексико, кои проаѓаат према западните делови на Европа, или одат према север, или доаѓаат во Медитеранот. Така. И најчесто се случуваат две можности, или натаму, или да дојде овде заедно со... Тоа се, двете можни сценарија. Колеги, уште ако не грешам, 4-5 минути имаме, така, до крајот. Дали имаме простор за уште едно прашање? Колеги, дали имаме уште простор за едно прашање? Можеме? Одлично. Ел Нињо. Природен климатски феномен што се создава во Тихиот океан, кога баш тие површински води, зашто сме говориле во централниот и источниот дел на океанот, стануваат побилни и потопли од вообичаено. Дали и како е можно климатски процес што се случува во Тихиот океан да влие врз времето на целата планета? Колку Ел Нињо годинава ќе влие врз можеби екстремните температури кои што ќе ги чувствува дел од светот? Ако не грешам, вие вчера ми споменавте, ќе ме поправите, Америка и Јужна Америка најмногу ќе почувствуваат. Нормално, имајќи во вид дека во тие подрачја Ел Нињо и спротивно на Ла Ниња, тоа е атмосферско-океански феномен. Така. Значи, поврзано со општата циркулација на атмосферата и нејзиното влијание врз околните земји. Австралија, Америка,
Северна и Јужна Америка и овие другиве земји кои го опфаќа тој круг. И оттамо проблемите што би се случиле го кажува една американска агенција НАОА за околу проблемите со како се вика со Ел Нињо во оваа година. Се очекуваат годинава можеби поголеми суши, шумски пожари? Во тие региони да. А тие пак некој ако го погледа тој проблем помислува дека и Европа ќе биде загрозена. Не може да биде зашто други се механизмите на движењето на општата циркулација на атмосферата. Значи не е поврзано. Јас знам за две магистарски работи во Бугарија и во Хрватска, кај што е анализирано што би било кога би било, меѓутоа јас не верувам во таква. Јас покажав дека пред малку спомнав дека северно-атлантска осцилација тоа е битно за за Македонија и воопшто за Балканот, имајќи во вид дека циклоните се движат од запад према исток. И сите тие процеси се на тоа ниво. Доктор Пеце, секој пат е возбудливо да ве слуша човек. Се надам дека за некој време повторно ќе направиме некој ваков јавен дискурс за темите кои што се апропо и не само климатските промени генерално. Јас да ви кажам, никогаш не сум се чувствувал толку едноставно и се сум кажал доста работи што баш одговара на ова што вие сакавте да го знаете, а и јавноста да го знае. Благодарам. Се надевам дека во некоја блиска иднина ќе се сретнеме и на промоција на ваши книги, на кои што работите, ама нема да откривам премногу, ќе оставам да уживате во творештвото, па ќе има сигурно прилика за скоро да се сретнеме. Само здравје и се најубаво. Ви благодарам уште еднаш за ова јавно излегување. Доктор Пеце Ристевски утрово на тема, всушност и овој 15 мај, светски ден за заштита на климата, кога рековме и вниманието на пошироката јавност е насочено кон големите климатски промени, како и се резултат на активноста од страна на нам како луѓе.